Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе ја завршиме обработката на втората глава од посланието до Ефесјаните. Во стих 17 пишува дека кога Господ Исус Христос дојде на овој свет, тој ни донесе мир. Тоа се однесува на поврзаноста помеѓу евреите и неевреите. Ке се сетите дека во овој дел од посланието апостолот Павле пишува за тоа како неевреите немаа удел во благословите и ветувањата кои Израел ги доби во Стариот Завет. Но, со доаѓањето на Христос, и неевреите добија можност да општат со Бог и да ги доживеат сите благослови кои произлегуваат од тој меѓусебен однос. Христос е тој кој го струши ѕидот помеѓу евреите и неевреите и на сите им даде иста можност за помирување со Бог. Со неговата жртва, Господ Исус им даде можност на евреите и неевреите да бидат дел од едно тело, односно од црквата. Христос е подготвен да ве прими во тоа тело, доколку дојдете кај него со покаяние во вашето срце. Затоа пораката на Евангелието е: помирете се со Бог. И ако го направите тоа, вие ќе станете дел од Христовото тело, кое е составено од луѓе кои се различни едни од други по многу основи. Евреи и неевреи, луѓе со бела и со темна боја на кожата, луѓе со високо образование и луѓе кои не се образовани, и така натаму. Без разлика какви се, ако се во Христос, луѓето се дел од неговиот народ, црквата. Главниот нагласок на овој дел од писмото е на личноста на Господ Исус Христос. Тој не само што донесе мир преку крстот, туку оние кои веруваат во него, добиваат нова природа и живеат нов живот. Павле прво дава јасен контраст помеѓу евреите и неевреите, и потоа тврди дека сите клучни разлики се премостени преку Христос. Во Стариот Завет читаме дека Бог ги одвои евреите од останатите народи, но тоа резултираше со духовна гордост кај евреите. Тоа е една од главните причини зошто не можеа да ги поднесат другите народи. Но кога евреите и неевреите се под авторитетот на Христос, помеѓу нив има мир кој доаѓа од Бог. Самото постоење на црквата значи дека веќе не се важни разликите помеѓу народите, туку секој кој верува е дел од Божиот народ. Во 1 Коринтијаните 10:32 Павле пишува: не станувајте соблазна ни за јудејците, ни за елините, ниту за црквата Божја. Слушнете што рекол Јован Златоуст во однос на оваа тема. Мислам дека многу добро го доловил тоа што се случи преку жртвата на Господ Исус Христос. Ке ги цитирам неговите зборови. Ова не значи дека Бог не постави на сосема исто ниво како евреите, туку и нам и нив не постави на едно повисоко ниво. Ке ви дадам илустрација за да го објаснам тоа. Замислете дека има две статуи, едната од злато, а другата од олово. Замислете двете статуи да се претопат и одеднаш од нив да излезе злато. Токму тоа е она кое Бог го направи со евреите и со неевреите, кога ги постави да бидат дел од црквата. Патем, тука мораме да бидеме многу внимателни, бидејќи некои луѓе ја злоупотребуваат идејата дека евреите и неевреите се дел од Божиот народ. Злоупотребата се состои во тоа што тврдат дека Бог е татко на сите луѓе и дека сите луѓе се браќа. Според Библијата, тоа учење е ерес. Јас верувам во братството на оние кои се во Христос, а не во братството на сите луѓе. Не може некој кој го одрекува Христос да биде мој брат. Тоа е просто невозможно и не можам да го прифатам како вистина. Само оние кои се во Христос и го следат неговиот пат се мои браќа и сестри. А тоа е црквата, институција составена од различни луѓе, но луѓе кои се спасени и откупени според Божјата благодат. Што се однесува до евреите и нивната позиција, тие навистина беа избрани како Божји народ во Стариот Завет. Но да не заборавиме дека и тие беа и се грешници, бидејќи се потомци на Адам. Слушнете што вели апостолот Павле во Римјаните 3:9. Па, дали имаме некакво предимство? Ни најмалку, зашто веќе ги обвинивме, како јудејците, така и елините, дека се сите под грев. Тоа е духовната состојба на сите луѓе. Но, кога ќе дојдат кај Христос,
и евреите, и неевреите добиваат нова природа. Тие го добиваат спасението и стануваат храм на Светиот Дух. Старозаветниот храм, на кој му претходеше шаторот што го користеа израелците, беше поделен на неколку делови. Храмот, заедно со неговиот двор, имаа 3 влезови. Првиот влез водеше кон дворот, вториот кон храмот, а третиот кон светињата на светињите. Во дворот имаше посебни делови каде што можеа да престојуваат мажите, жените и неевреите. На народот во тој период му требаа посредници, а таа улога ја вршеа свештениците. Кога Христос умре на крстот, се расцепи завесата која го попречуваше влезот во светињата на светињите. И со тоа Бог ќе отстрани потребата за човек-посредник. Христос е нашиот посредник пред Отецот и тоа е се што ни треба. Стих 18. Зашто преку него и едните и другите имаме пристап кај Отецот во еден дух. Ова е еден од стиховите во Новиот Завет каде се сретнуваме со Светото Тројство. Павле вели, преку него. Тоа се однесува на Синот и едните и другите имаме пристап кај Отецот. Тоа е Бог Отецот во еден дух. Тоа е Светиот Дух. Како што можете да забележите, во Божите очи и евреите и неевреите се грешници, но и едните и другите имаат можност за спасение преку Господ Исус Христос. Тоа е навистина голема привилегија. Во глава 5 од посланието до Римјаните, Павле пишува на оваа тема и општењето со Бог го набројува како еден од благодетите кои се добиваат преку вера. Најголемата привилегија за една личност е да има општење со Бог и да пребива во Божјото присуство. Господ Исус Христос со неговата жртва ни овозможи пристап до Отецот. И најинтересно е тоа што сите луѓе имаат ист пристап до Бог. Не е важно дали сте водач на црква, пастор, проповедник, обичен верник или самиот папа. Сите ние можеме да дојдеме кај Бог и да општиме со Него. Сите можеме да му се молиме, сите можеме да го славиме. Тоа е една од причините зашто често барам од луѓето да се молат за мене. Низ годините некои луѓе ме прашуваа, зошто бараш од сите да се молат за тебе? Мојот одговор од секогаш бил следниот. Бидејќи верувам дека секој верник има пристап до Бог. Верувам во свештенството на сите верници. Дека сите ние можеме да му се молиме и тој ги слуша нашите молитви. Тоа е голема привилегија за нас. Ке ги прочитам следните 2 стиха од 2 глава. Слушнете што им вели апостолот Павле на христијаните во Ефес. Оваа порака има примена и за нас денес. И така, вие веќе не сте туги и придојдени, туку сте им сожители на светиите и членови на Божјото семејство, зашто се утврдивте на темелите поставени од апостолите и пророците, имајќи го како камен темелник самиот Исус Христос. Павле ги подсетува неевреите дека, иако порано беа тугинци и придојдени, односно далеку од Бог, нивната моментална состојба е многу подобра. Тие не се веќе тугинци и придојденци, туку сожители на светиите и членови на Божјото семејство. Инаку, зборот светии не се однесува на старозаветните светии, туку на новозаветните светии, на останатите христијани кои се членови на Христовото тело. Сите христијани се дел од едно тело, односно членови на Божјото семејство. Ние сме Божји деца. Слушнете како Јован им се обраќа на христијаните. Ви пишувам, чеда, дека заради неговото име ви се простени гревовите. Во Стариот Завет, Бог го нарече Давид слуга, а го нарече и Мојсей свој слуга. Во Новиот Завет пак, Бог не нарекува светии. Христијаните не се жители на Израел или пак на земниот Ерусалим, туку небесни жители. А нашето жителство е на небесата, од каде што го очекуваме и Спасителот, нашиот Господ Исус Христос. Христијаните се сожители на небото. Павле вели дека ние сме утврдени на темелите кои беа поставени од пророците и апостолите. Тоа е навистина прекрасно. Имаме привилегија да бидеме дел од нешто кое Бог го градил преку неговите слуги. Сакам да напоменам нешто во однос на овој дел од стихот. Тоа не значи дека апостолите и пророците се темелот на нашата вера. Тие само го поставија темелот кој е Христос. Пример,
со проповедта на празникот Педесетница. Апостолот Петар го постави темелот на христијанската вера. Како резултат на тоа, во дела 2.42 пишува: и беа истрајни во учењето на апостолите, во заедничкиот живот во прекршувањето на лебот и во молитвите. На кого мисли Павле кога пишува дека христијаните се утврдени на темелите поставени од пророците? Дали тоа се однесува на старозаветните или пак новозаветните пророци? Моje лично мислење е дека станува збор за новозаветните пророци, бидејќи Павле ги спомнува во иста реченица со апостолите. Христос е камен темелник на Божиот храм, кој е наречен црква. Тоа е уште една потврда дека Христос е карпата врз која е изградена црквата. Павле тоа многу добро го објаснува во 1 Коринтијаните 3.11. Зашто никој не може да постави друга основа, освен положената, а таа е Исус Христос. Слушнете што напишал и Петар. Зашто во писмото стои напишано: еве, на Сион поставувам камен темелник, одбран и скапоцен, и кој верува во него, нема да се посрами. Вам пак, кои верувате, тој ви е чест, а за неверниците, каменот што го отфрлиат зидарите, стана камен темелник. Камен од кој тие се сопнуваат и камен на кој паѓаат, зашто не му се покоруваат на словото. Затоа се тие и одредени. Најважното нешто во зборовите на Петар е тоа што вели дека Господ Исус Христос е камен темелникот. Тоа е карпата врз која е изградена црквата. Петар многу добро знаеше што кажа Исус кога рече: а јас тебе ти велам, ти си Петар, и на овој камен ќе изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Кој е каменот за кој зборува Исус во овој стих? Самиот тој. Тој е оној врз кого е изградена црквата. Апостолите и пророците го поставија темелот преку своите учења, а темелот е Христос. Стихови 21 и 22. Врз кого целата зграда, стројно зглобена, прераснува во свет храм на Господ, врз кого и вие ќе се содзидате во живеалиште Божје преку Духот. Во овие стихови продолжува споредбата на црквата со старозаветниот храм. Идејата на апостолот Павле е следна: секој верник е како камен, кој има важно место и удел во целата структура на храмот, односно црквата. Во 1 Петар 2.5 пишува: вие, кои како живи камења сте вградени во духовен дом, свештенство свето, за да принесете духовни жртви кои му се на Бога пријатни преку Исус Христос. Павле ја споредува црквата со еврејскиот храм, кој моментално е во рушевини и еден ден повторно ќе биде изграден. Но интересно е тоа што во времето на Павле, така наречениот Иродов храм се уште не беше завршен со изградба. Како што во тоа време храмот се уште беше во изградба, така и Светиот Дух се уште ја гради црквата и ќе биде завршена еден ден кога Христос ќе се врати по неа. Црквата како Божји храм постојано расте и Светиот Дух работи на нејзината изградба. Таа е составена од луѓе кои биле духовно мртви во нивните гревови и престапи. Бог им даде живот во Христос и сега тие растат и оформуваат еден жив храм во кој пребива Божјата слава. Како што храмот на Соломон беше изграден без да се слушне звукот чекам во Ерусалим, така и Светиот Дух тивко го гради храмот преку обнова на грешниците. Зашто преку еден дух сме крстени сите во едно тело, било јудејци или елини, било робови или слободни, и сите сме со еден дух напоени. Тој храм е наречен светилиште. Причината зашто црквата е света е фактот што Светиот Дух живее во верниците. Секој што верува во Христос и го следи неговиот пат, го има Светиот Дух. Вие живеете не по тело, туку по дух, само тогаш ако Духот Божји живее во вас. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Христијаните се живеалиштето на Светиот Дух. Тој пребива во нив. Кога верниците се собираат за богослужби во некој храм, Светиот Дух е присутен во и помеѓу нив. Затоа може да се каже дека Бог е во тоа место. Но кога тие си одат дома, зградата е празна. Бог не живее во црковни згради, туку во луѓето. Всушност, дури и во Стариот Завет, Бог не живееше во храмот кој му го изгради Соломон. Слушнете што рече царот Соломон. Но,
Зар Бог ќе сака да живее на земјата? Небото и небото на небесата не се доволни да те соберат, а уште помалку овој храм кој сум го изградил јас. Идејата дека Бог престојува во храмови изградени од луѓе е паганска. Целта на црквата како Божји храм е да ги објавува Божјото присуство и Божјата слава на земјата. Кога верниците се собираат заедно за да го слават Бог, да му се молат и да ја читаат Библијата, Божјото присуство треба да е очигледно на тоа место. Светот треба да може да го пронајде Бог за време на црковната богослужба. Но дали е така? Не сакам да критикувам, но за жал во голем број од локалните цркви не можете да го најдете Бог за време на неделната богослужба. Со тоа доаѓаме до глава 3, каде црквата е представена како тајна. Ова е последната глава од посланието која е доктринална по природа. Од глава 4, апостолот Павле почнува да пишува за практичниот аспект на христијанскиот живот. Но да се вратиме на глава 3. Во првите 4 стихови, Павле ја објаснува тајната. Во стиховите 5 до 13 дава дефиниција за тајната, а во стиховите 14 до 21 имаме уште една молитва во која Павле бара христијаните во Ефес да се исполнат со сила и знаење. На што мисли Павле кога пишува дека црквата е тајна? Ке ви го кажам моето мислење. Според мене, кога Павле вели дека црквата е тајна, тој сака да каже дека црквата не ја наоѓаме во Стариот Завет, туку како Божја идеја и замисла ни е откриена во Новиот Завет. Во еден од англиските преводи на Библијата, наместо зборот тајна, се користи фразата божествена тајна. И тоа ми се допаѓа повеќе. Црквата беше дел од Божите замисли и планови уште пред почетокот на светот. Но со доаѓањето на Господ Исус Христос на овој свет, таа Божја тајна стана јавна. Кога станува збор за црквата како тајна, има две групи луѓе кои со нивните сваќања одат во крајности кои не се библиски. Првата се оние луѓе кои сметаат дека црквата е продолжение на Израел и таквите тврдат дека сите ветувања кои Бог му ги даде на Израел се однесуваат и за црквата. Таквиот став е познат како заветна теологија. Другата група луѓе оди во поинаква крајност. И тие ставаат непотребен нагласок на Павловите зборови во Ефесјаните 3.3 каде пишува: преку откровение Бог ми ја соопшти тајната, како што и погоре ви напишав накратко. Ова втора група тврди дека во одредена смисла црквата како тајна е разоткриена и започнува преку учењата и делото на апостолот Павле. Мислам дека и едната и другата група одат во крајности кои немаат библиска подкрепа. Вистина е дека во Стариот Завет има стихови каде Бог најавува дека ќе ги привлече кон себе народите, но тоа не значи дека сите ветувања дадени на Израел важат и за црквата. Вистина е дека во Новиот Завет за време на празникот Педесетница Светиот Дух направи нешто необично, но тоа не значи дека црквата е тајна која се откри само преку учењата на апостолите или конкретно преку учењето на апостолот Павле. Причината зошто ги спомнувам овие учења е да ве предупредам од истите. Следниот пат ќе започнеме со обработка на глава 3. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.